Првото верско радио, секогаш со вас, наше и ваше, Радио Марија, христијански глас во твојот дом. Работник во Господовата голема жетва, бил син на Свети Винко Паулски, бил добар градинар, подготвен да ги направи сите жртви за спасението на своите мили македонци. Додека можел да зборува, ниту еден лош збор не бил изговорен од неговата уста. Бил мисионер во вистинска смисла на зборот. Честопати немал соба за да се повлече сам. Спиел на рогозината во истата соба со целото семејство, вклучувајќи ги и магарето и волот. Се хранел од иста чинија заедно со семејството и живеел сиромашно и скромно, како нив. Страдањата, болестите, жалостите за него биле Божја посета. Овие зборови се само бледа слика за човекот кој е на пат да стане светец, а делувал во Македонија. Станува збор за отец Јосиф Алоати, основач на општеството на сестрите евхаристинки. Токму по тој повод денес во студиото веднаш спроти мене се сестра Тереза, сестра евхаристинка, и Стефанија Јовановиќ, кандидатка на сестрите евхаристинки. Ви посакувам добар ден и добре дојдовте. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Марија. Јас сум сестра Тереза Стојкова и сите вас кои што сега во овој момент не слушате, молитвено ве поздравувам. Данче, добар ден и од мене и до сите слушатели на Радио Марија. Јас сум Стефанија Јовановиќ и најнапред морам да се искажам мојата радост што после долг временски период пауза повторно ја има можноста да ја чувствувам ова прекрасна атмосфера во ова радио и секако уште повеќе ми го топли срцето темата на денешниот ден. Навистина и нам ни е мило што сме заедно со една убава цел, како што спомнавме на почетокот, започна постапката за беатификација на отец Јосиф Алоати, основачот на општеството на сестрите евхаристинки, да објасниме што е беатификација. Така, беатификација потекнува од латинскиот збор beat, кој што означува блажен, и таа е трета поред од 4 постапки за прогласување на светец. Во процесот на беатификација, одредената личност се прогласува за блажен или блажена или блажени доколку постојат повеќе личности. Еве таа е пред завршната постапка, тоест пред канонизација, а со канонизацијата завршува се, бидејќи во процесот на канонизација личноста, тоест одредената личност, се прогласува за светец. Во процесот на беатификација има процедура каде што се собираат документација од секако вид на материјал за личноста која треба да биде беатифицирана, тоест прогласена за блажен. И овде се собираат материјал што се состои од разни сведоштва на луѓе кои што живееле тогаш во тоа време со основателот или некои преданија од тие луѓе кои што биле во тоа време со основателите или било каква личност која што е во процес на беатификација. Така, во текот на процесот на беатификација спомнавте се собира сведоштва? Да, се собира сведоштва од различни милости здобиени од тие личности кои што ќе бидеат беатифицирани, така, и документација за нивниот живот, каков живот воделе. Така. Ние ќе се запознаеме во детали за животот на отец Јосиф Алоати, зошто всушност е започната таа постапка за тој да биде прогласен за светец. Стефанија, кога започна постапката за беатификација на отец Јосиф? Направено е обид во далечната 1977 година од тогашниот епископ монсинјор Методи Стратиев, кој заради недоволната документација за животот на отец Јосиф Алоати, таа постапка запира. Но оваа година, јас би рекла, по Божја милост, на 16 јуни 2021 година, од редот на отците лазаристи, на кој ред припаѓа и самиот отец Јосиф Алоати, таа постапка повторно ја покренуваат за беатификација со подпис на епископот на надбискупите на Торино, каде што е роден самиот отец Јосиф Алоати. И оваа постапка официјално започнува од оваа година, 16 јуни 2021 година. За постапката за беатификација е одреден и постулатор од редот на отците лазаристи. Така, до кога трае таа постапка? Колку време ќе трае, тоа е прашање кое што никогаш и никого
не го знае и не можеме да го одговориме, но едно е јасно, дека тоа зависи од нас луѓето. Колку ние ќе молиме во овој случај до Отец Јосиф да се застапува за нас пред Бога, така да преку неговата молитва да направи чудо во нашиот живот, чудо од кое што ние имаме потреба од него и така тие здобиени милости, повторно ќе повторам, во нашиот случај за Отец Јосиф, ќе ја забрза таа постапка. Тоа се си зависи од нас луѓето. Така, спомнавме дека во детали ќе се запознаеме со животот на Отец Јосиф Алоати, основачот на општеството на сестрите евхаристинки, затоа сестра Тереза ја прашуваме повеќе поблиску да ни го представи животот. Вака, Отец Јосиф Алоати е роден на 20 јули 1857 година во град Виластелоне, близу Торино. Првороден од 6 браќа и сестри. Неговите родители биле наследници на 2 богати фамилии, трговци, брзо се преселиле во Торино, тие поседувале 2 текстилни фабрики. Уште од мали нозе, Отец Јосиф Алоати го слуша гласот на Бога и грижливо го чува. На 20 годишна возраст Отец Јосиф легува во редот на отците лазаристи и после 5 години на 27 септември 1882 година е ракоположен за свештеник. Уште како млад мечтаел да биде мисионер во Кина, но од неговите началници бил испратен во Македонија, тоа е Солун. И така на 25 годишна возраст пристигнува во Солун подготвен за работа на неговото ново поле. Уште при неговото пристигнување во Македонија на нашите територии, тој заварил секаков вид на сиромаштија, културна, духовна и материјална сиромаштија. Отец Јосиф, кој што бил израснет во длабоко религиозно семејство во град каде што се оддавало голема почит кон пресветата Евхаристија, но сето тоа што го видел овде, тој вели ке предизвика солзи и кај нечувствителното срце. Луѓето не ги знаеле најелементарните работи на верата. Но Отец Јосиф толку многу ги засакал на македонците, што за многу брзо време го научил македонскиот јазик, го променил неговиот обред и го прифатил источниот обред, а сето тоа само со една цел, да биде поблизу до своите македонци, вели тој. Целосно се предава на своите македонци преку секојдневните обиколки низ селата, обновувањето на црквите, поучувањето на луѓето, исповедувајќи по цел ден и така натаму. На 25. август 1884 година Отец Јосиф, молејќи го крсниот пат на 4-та постојка, го слуша внатрешно гласот на Бога дека треба да основа заедница од сестри и да се наречат евхаристинки, а неговата родена сестра да биде нивна началничка. И така во 1889 година, заедно се неговата сестра Еврозија Алоати, ја основат нашата монашка заедница. Неговиот живот како посветен мисионер и како основател на сестрите евхаристинки целосно го посветуваат на македонската мисија и му помагаат да биде поблиску до својот македонски народ и да биде подршка на народот во моментите на бегство, војни и секакви потешкотии. Луѓето во него гледале вистински апостол. Богатата мисија што ја имале Отец Јосиф и сестра Еврозија Алоати со отварањето на школи, работилници, сиропиталишта и нивната посветеност кон народот придонеле значително да се зголеми бројот на католиците. Сестра Тереза ни го приближи животот на Отец Јосиф Алоати. Стефанија, што е тоа што поттикнало да се отвори тој процес на беатификација? Секако големите дела кои што ги направил Отец Јосиф овде додека бил на земјата, сестра Тереза има доста материјал кој што би можело да... Кој зборува за добродетелите на Отец Јосиф. Прија сестра Тереза повелете да слушнеме за какви добродетели станува збор. Да, тој ги поседувал сите добродетели, но длабоката вера, преданоста во Бога,
Надежта во Божјата промисла, љубовта кон Евхаристијата се издвојувале кај него. Верата во животот на отец Јосиф била најкарактеристична добродетел. Само со каква почит го читал Светото Писмо. Еден свештеник, отец Тимотеј, ни сведочи дека отец Јосиф Светото Писмо секогаш го читал на колена. Во молитвата бил толку прибран и занесен во Бога, што изгледало како да зборува лице во лице со Бога. Со Бог зборувал како со најинтимен пријател. Со таква голема набожност ја служил светата литургија, што секоја света литургија ја служил како да му е прва и последна, а неговата набожност на светата литургија ја вдахнувал и на присутните. Неговата благодарствена молитва по примањето на светото причастие никогаш не била помалку од 1 час и тоа секогаш ја молел на колена. Преданоста во Бога, Творецот го барал во се и за него страдањата, болестите, тагите секогаш биле Божја посета и со радост ги прифаќал. Имал таква надеж во Божјата промисла, кога за време на војните војниците му рушаат се, отец Јосиф постојано велел: Господ дал, Господ зел. Немаме повеќе ниту куќа, но нагрижете се, Божјата промисла, Света Богородица и Свети Јосиф живеат во нас и ние немаме потреба од ништо повеќе доколку тие се во нас. Отец Трифун Јорганџиев вели: една света мисла не се бришеше од умот на отец Јосиф. Живеел во големо молчање, неговиот живот се состојува само со пишување за Бога и зборување за Бога. Додека селаните биле на поле, тој пишувал беседи за сестрите евхаристинки и размислувања, а кога луѓето се враќале од поле, им проповедал за Бога. Јас предлагам времето кое е пред нас да го исполниме со музички дела, потоа се враќаме со уште детали за животот на отец Јосиф Алоати, основачот на сестрите евхаристинки. Пија, една мајка плаче, солзи рони, солзи таговни, а никако да си прости себе, што по светот чедо пуштила. Никако да си прости себе, што по светот чедо пуштила. Плаче до старата липа, цвето и бели очи покриват, а тамбури печат во сокако, пеат синот ке се врати. А тамбури ечат во сокако, пеа синот ке се врати.
мајка на Бога се моли. Очи трошни, чедо Давида, најмилата во свеќе заспала, додека си сина чекала. Најмилата во свеќе заспала, додека си сина чекала. Додека си сина чекала. Драги наши, заедно со нас денес во студиото се сестра Тереза Стојкова, сестра Евхаристинка и Стефанија Јовановиќ, кандидатка на сестрите Евхаристинки, а по повод започнувањето на постапката за беатификација на отец Јосиф Алоати, основачот на Општеството на сестрите Евхаристинки. За процесот на беатификација слушнавте повеќе детали пред паузата, но еве сега Стефанија ја прашуваме што поттикнало да се започне еден таков процес? Секако потикнувањето за започнување на еден таков процес нормално се започнува за човек кој што уште од овде на земјата го живеел Исус. Живот на светец. Така, и така да сето тоа кој што го кажа сестра Тереза за неговото единствено кој што живеел во големо молчание, кој го зборувал само за Исус, го проповедал на Исус, го сведочил на Исус, сето тоа зарем не е чекор за започнување на беатификација, за прогласување. Тој сега живее во небото, го гледа лицето на Бог, но уште кога бил овде на земјата, тој уште од овде го започнал тој живот со Исус. И така да процесот за беатификација или канонизација се започнува нормално за оние луѓе кои што уште од овде на земјата го живеат на Исус. Но секако јас би рекла дека тоа не се единствените добродетели кои што ги наброи сестра Тереза. Во животот на отец Јосиф тој поседува многу по-абстрактни според мене добродетели кои поради нив луѓето во него го гледале во лицето на отец Јосиф Бог. По повод една година од смртта на отец Јосиф, генералот на отците Лазаристи, отец Емил Казо вели. Сега ќе го цитирам отец Емил Казо. Тој вели: отец Јосиф овде на земјата беше вториот свети апостол Павле. Тој не знаеше ништо друго освен да зборува, да го живее и да го сведочи на Исус. Отец Емил Казо ни сведочи за аскетскиот живот на отец Јосиф Алоати, за строгиот и дисциплинскиот живот што го живеел. За аскетскиот, за строгиот, за дисциплинскиот живот кој што го сведочи отец Емил Казо. Значи, мислам дека станува збор за голема љубов која отец Јосиф ја негувал кон Исус, и тоа е што му го дава мотивот за да го живее тој аскетски живот. Така е. Но тоа што јас верувам дека отец Јосиф ќе го направи свет е љубовта, која што токму сега вие ја рековте, кон нашиот народ и љубовта кон сите источни народи. Токму таа љубов во него ја потикнува таа желба на пожртвуваност и да врши такви обиколки секојдневно по цели денови, да исповедува, да ги поучува на луѓето. И другата работа е што после 50, тоа е навистина еден многу битен детал, што после 50 години од неговата смрт, според факти се докажува дека тој навистина е бил пионер и вистински организатор за соединување на црквата и препородување во духовна смисла на македонскиот народ. Дека отец Јосиф бил пионер, организатор и тој кој што во духовна смисла го препораѓа на народот кој што тонел во духовно незнање, тоа не се мои зборови, туку тоа се факти кои што се запишани во биографијата на отец Јосиф, кои што стојат во архивите на Ватикан. Ако отец Јосиф за време на неговиот земски живот измолил од Бог изобилни Божји благодати, сигурно дека во небото уште повеќе ќе се застапува за тие кои го барат неговото застапништво. Стефанија, дали може да споделите со нас искуство или конкретен случај на услишана молитва по застапништвото на отец Јосиф?
Така, со задоволство секако, но како отец Јосиф, така исто и сестра Еврозија Алоати, кој што за неја се уште не е започната кауза за беатификација или канонизација, но меѓутоа при прогласување на отец Јосиф за светец ќе биде многу полесно да биде и за сестра основателка, тој сестра Христина Алоати, но во овој момент не можеме да не ставиме акценти на нејзиниот живот. Сестра Еврозија Алоати, поради нејзината набожност и измолени благодати уште додека била овде на земјата, луѓето ја нарекувале земска светица. Еве ќе се потсетам на еден пример кој во времето на основателите, кога ситуацијата со војните ги принудува на тогашните селани да ги напуштаат нивните домови, сестрите евхаристинки ги отварат вратите од манастирот за сите луѓе бегалци во тоа време. И тогаш имало еден пример кога една мајка, плачејќи на цел глас, гледајќи како нејзиното дете од минута на минута се повеќе згаснува неговиот живот, и во манастирот имало собрано многу луѓе, многу сведоци за тој настан и многу сестри, и во еден момент детето умира. Така. Но сестра основателка таа таква вера имала во себе и ја отешува на мајката и вели: не грижи се, твоето дете не е мртво, а сите гледат дека тоа починало. И таа ги положува своите раце врз бебето, се моли врз него и тоа се разбудува. Тоа го спомнувам бидејќи сестра основателка на вистина, тоа сестра Еврозија Алоати, имала голема љубов кон малите деца, и таа денес се покажува во вистинско светло во денешно време на оние луѓе кои што имаат потреба за добивање на деца, кои што имаат поради некои си нивни проблеми не можат да имаат деца, но по застапништво на сестра основателка тие се здобиваат со таа милост и добиваат деца. Така. Еве, има на вистина многу, како на нашите територии, така и на териториите во Бугарија, каде што исто така делуваат сестри евхаристинки, каде сестра основателка многу на вистина јас посведочувам дека во многу примери се застапила за да одреден брачен пар да добие пород. Така, јас би предлагам да се вратиме на услишаните молитви преку застапништвото на братот на отец Јосиф. На отец Јосиф, да, сигурно. Да. Еве, отец Јосиф исто така во многу видливи чудеса се гледаат во многу ситуации и неговите чуда, кога медицината во одредени болести на одредени личности не може да даде одговор како таа болест се оздравува личносот таа болест. Ние, поради застапништвото кое што го имаме на отец Јосиф, кога медицината не може да даде одговор, ние можеме да кажеме дека да, тоа е поради нашите молитви кои што ние сме молиле до отец Јосиф. Засега можам слободно да кажам дека отец Јосиф има покажено во излекување на рак, кој што е бил во доста напреден стадиум, мислам дека во 4-ти стадиум, по застапништво на отец Јосиф, жената оздравува. Еве сега еден доста пресен пример е кога доктори натеруваат на една млада девојка да абортира, бидејќи нејзиното дете ќе се роди со тежок синдром и така натаму, но таа останува цврста, се повикува на отец Јосиф, преку секојдневното молење на отец Јосиф, детето се раѓа здраво и живо. Така, значи, тоа е доволен поттик, еве слушателите, тие што во моментот не слушат, да започнат да молат за застапништво на отец Јосиф, затоа што не верувам дека некој нема некоја било каква потреба и накана што го носи во своето срце. Да. Сигурно дека од тоа што го слушнавме, многу слушатели би сакале да имаат молитвата за застапништво на отец Јосиф Алоати. Дали може да споделите каде може да се добие таа молитва? Преку кој отец Јосиф ги услишува молитвите? Секако може да се во секоја црква која што има доставено во одредени цркви, во кој нема, еве ви ветувам дека од денес ќе доставиме ги доставиме иконичките за да молат до отец Јосиф. Во секоја црква католичка во Струмица и секаде каде што имат честни сестри евхаристинки. Тоа е во Струмица на улица Вардарска број 2А, во село Радово, во село Нова Мала, во Скопје исто така за слушателите кои што не слушаат преку интернет, во Гевгелија.
Така, и мислам дека не заборавивме, Не заборавивме, нито да. една, Но еден секаде и дом. во Скопје кај честните сестри и во Гевгелија исто така кај честните сестри. Така. Сестра Тереза, што значи да се живее харизмата на отец Јосиф Алоати? Како изгледа еден ден во редот на сестрите евхаристинки кој ги основал отец Јосиф? Вака, отец Јосиф кога доаѓа во нашата земја, кога го гледа духовното тонење на нашиот народ, тој вели: првото средство кое ќе ни помогне за спасението на македонците, како и на целиот исток, ќе биде светата Евхаристија. Отец Јосиф сите христијански срца, а особено срцата на сестрите евхаристинки, ги насочува кон светата Евхаристија. И така ние сме сестри посветени на светата Евхаристија, од каде ни потекнува и нашето име. Самото наше име ја представува идејата за една душа обожавателка, чија главна цел е обожавањето на таинствениот Исус. Ние сестрите евхаристинки ги отсликуваме Марта и Марија. Двете сестри го сакале Исус, едната обожавајки го, а другата служејќи му. Сестрата евхаристинка треба да ги искомбинира Марија и Марта, сакајќи го својот евхаристијски младоженец, не само преку обожавањето, току уште и служејќи и на неговата личност преку својот ближен во кого го гледа својот евхаристијски младоженец Исус. Сестрите евхаристинки денес се живи дарохранителки на Исус, Евхаристија. Го сакаат, го обожават и му служат на својот божествен младоженец во своето собствено срце и им го носат на сите оние кои се уште не го познаваат, за да можат и тие да го сакаат, да го обожаваат и да му служат. Тоа тие го извршуваат со духовната милост, кога ги подучуваат и воспитуваат децата преку веронауката, грижејќи се за олтарите во црквата и духовноста на возрастните жени. Сестра Тереза, како лаици може да ја живеат харизмата на сестрите евхаристинки? Па за да се живее нешто, мора прво да дојде во нас, а ќе дојде преку слушањето, како што и верата во нас доаѓа преку слушање. Така исто денес многу луѓе, слушајќи го животот на нашите основатели и читајќи ги нивните размислувања со духовни предавања за основателите, ќе можат да живеат харизмата на отец Јосиф и сестра Еврозија Алоати. Ковидот не попрече во многу работи за основателите, но во најпрва можна прилика ќе започнеме со работа на повозрасни личности и со нив ќе работиме да го запознаеме духот на сестра Еврозија и отец Алоати. Така. Предлагам, пред да го заокружиме нашиот разговор, да ја измолиме молитвата за застапништво на отец Јосиф и сестра Еврозија Алоати, а ги повикувам и слушателите кои во моментот не слушаат, да ги придружат нивните молби, накани, потреби кои ги носат во нивните срца, за кои сакаат отец Јосиф и сестра Еврозија да се застапуваат и сигурно дека ќе измолат изобилни милости. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Предвечно и животворно тројство, кое во својата доброта и милост си вдахнал во срцето на својот скромен служител, отец Јосиф Алоати, огнена љубов кон пресветата тајна Евхаристија, херојска пожртвуваност и нескршлив мисионерски дух за неговото распространување меѓу источните народи, ти се молиме, дај ни ја благодата, која од тебе ја молиме, како знак на твојата доброта кон него. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници, и не воведи не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин. Радувај се, Марио, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените
и благословен е плодот на Твојата утроба, Исус. Sveta Marijo Bogorodice, moli se za nas grešnicite, сега и во смртниот ни час. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. А сега предлагам да измолиме и молитвата за застапништво на сестра Еврозија Луати. Вечен Оче, кој се распамтил во душата на својата скромна служителка, сестра Марија Христина Луати, силна љубов кон Исуса Евхаристија, си вдахнал неизгасната жетна пожртвуваност за неговото запознавање, издигање и распространување на неговото почитување меѓу источните народи. Ти се молиме, како знак на Твојата доброта кон неа, дај ни ја благодата која од Тебе ја молиме. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Поубав крај на овој наш разговор и не можеше да има. Благодарам за гостувањето, благодарам за молитвата. Ги повикуваме слушателите секојдневно да молат за застапништво на Отец Јосиф и сестра Еврозија и сигурно дека ќе им измолат изобилни Божји благодати. И еве одовде од студиото и најавуваме и ветуваме на слушателите дека ова нема да е прв разговор во кој ќе откриваме за животот на Отец Јосиф. Така ли е, Стефанија? Така е. Така. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам на поканата. Ви очекуваме со нов разговор. Драги слушатели, ви останете и понатаму поврзани со Радио Марија. Првото верско радио, Секогаш со вас, наше и ваше, Радио Марија, христијански глас во твојот дом.